Ти доаѓаат ли луѓе кои што постат и те прашуваат, докторе, како сега, еве јас постам? Па немаме мака, имаме, кажете така да направиме малку интерактивно, случете ме малку. Крвта исто така, според ханефискиот мезхеб, значи таа не го расипува постот. Кислородната поддршка или таа механичка инхалација или вентилација која што му се дава на човекот, при која што тој прима кислород кој што е чист. Дали со тоа се прекинува постот или? Сите, значи, мериторно, кои велам исламските знаци кои нешто значат и се луѓе кои што се познати како такви, тие кажале дека користење на тутунот го расипува или го прекинува постот. Не е логика на еден верник тој да најде некој хиле за да се ослободи од некоја верска должност или пак за да го заобиколи тој пропис или како што рече да најде некоја дупка во прописите за да се оправда сами од себе си. Тоа оправдание не му користи нему. Како е прописот на постач кој што мора да оди на диализа. Се прават многу креми кои имаат како основа хранливи креми се, витамински креми се ставаат врз кожата на телото. Дали тие го прекинуваат постот или пак користење на паста за заби, на мисвак во текот на постот? Да, мисвак го користеше Аллаховиот пратеник, сега налогно на тоа имаме и учењаци кои дозволуваат и миење на заби со тоа што треба да се внимава. Се знаела, да бе, како да се знаела. Не може тоа случајно. Не може случајно. Не може тоа да се случи без некоја намера. Од забава се види. Тука, ако да заборав, што ќе кажеме? Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, се милостниот, милостивиот, се наоѓаме на почетокот на нова епизода од подкастот Диван. Се уште сме во месецот Рамазан и затоа темата за која што вечера со ефендијата Џевад Ход ќе разговараме, ќе бидат неколку прашања поврзани, современи прашања поврзани со постот, исто така ќе поразговараме малку и за социјалниот аспект на постот, како и за последната третина од месецот Рамазан, на прагот на кој сме во овие денови. Му искажувам добре дојде на почитуваниот ефендија Џевад Ход. Аллах нека те награди што повторно најде време. Исто така, му чинам дова на Аллах, сето оно што сме го направиле овој месец, да го прими од нас. Амин. И да ни овозможи од овој месец да излеземе со простени гревови и со примени дела. Како и секојаш со нас е и докторот, стоматологот Фатмир Ковачи, кој исто така ќе се вклучи во нашата дискусија. Ако ми дозволите, дека кога ќе почна двајца оѓе да прават муабет, тешко да. Не, ќе ти дозволиме. Ќе дозволите? Океј. Повели сега, постави го првото прашање. Па не, да, еве јас би можел да прашам. Ти доаѓаат ли луѓе кои што постат и те прашуваат, докторе, како сега, еве јас постам? Па немаме мака, имаме, кажете така да направиме малку интерактивно, случете ме малку. Значи тоа што го ветивме минатиот пат сега станува реално. Сака, минатиот пат рековте дека ќе почнете вие да прашувате, значи ефендија Талха, внимавај, ќе ти пушти корнер некое прашање, па можеби ќе даде гол. Еве да почнеме со тоа. Во времето на постот често пати имаме потреба за некоја стоматолошка интервенција. Да. Ние минатиот пат спомнавме дека анестезијата, локалната, дека него прекинува и него расипува постот, како што велиме тука ние на балконот. Но да земе некоја друга ако голтне нешто од течноста или од водата која што се собира во неговата уста. Може ли јас да прашам ефендија? Остајте ме. Навикнате, реков, значи не можеш да дојдеш до збор, значи ме разбирате. Па ја инициирав прашање баш па ете сака да не сгрешам, изгледа нема добар во мене, да не сгрешам. Па не, имаме голема дилема, значи додека ги убедиме пациентите дека не го расипува постот, особено за анестезијата. Во консултација со вас, оđите, нели, ние добивме тогаш одговор дека не го обезвреднува или не го прекинува постот и ние работиме на едукација. Ете и со колегите имаме доста тие постери објавувано по нашите Facebook фен пејџи со нашите ординации,
еве се консултиравме колеги, нели, од албанско друштво на стоматолози и пошироко, нели, истите тие постери за едукација на пациентите, за да не е со објаснување, во кој што беше напомнато дека е консултирано со верско лице, со муфтиство, со, нели, со човек кој што е компетентен. Меѓутоа, како што спомна ефендијата, има моменти, нели, кога пациентот, нели, додека му се работи, нели, со пустерот, кога се, нели, прска, излегува вода и некојаш не сакајќи ќе голтне. Како да се поставиме ние лекарите тогаш, што да му кажеме, дали ме разбирате, значи тој ќе праша што ако се случи тоа, дали ненамерно, дошол со ниет, нели, да си го задржи постот, не да го прекине постот. Што правиме во тие ситуации? Дали влегува тоа во категорија, се ифтарив? Да, сега овде, бидејќи самиот бев неколку пати кај стоматолог, па можам и одлична перспектива и искуство, бидејќи знам како оди процесот, дали на лекување на завод или пак вадење на завод, каде што прво иде таа анестезија, нели, каде инекцијата влегува под кожата и практично тој дел каде што се наоѓа завод работи или анестезија почнува да делува, но понатаму не иде, нели, тоа е локална анестезија и зашто кажа сите исламски зналци дека тоа него прекинува постот, дека е дозволено да се користи, но после тоа оди сега процесот каде што имаме да кажа акумулирање на плунката или пак користење на некое средство, некоја течност, кое што може да биде или како лек користено или за нешто друго. И на трето место иде и крвта која што излегува ако го вадиме завод. Сега што се однесува до плунката на човекот, бидејќи е таа од внатре, не доаѓа од надвор, човекот може да ја голта својата плунка. И таа е веќе дел од неговата внатрешност, не е нешто што ние го внесуваме во нашето тело. Внесување во нашето тело би било таа течност, дали е тоа вода, лек или што користат стоматолозите, веќе тука таа стручниот не знаел да го употребам, но тоа доколку може да се избегне и ако направи се самиот доктор, а и пациентот, такво нешто да не се случи, тогаш значи може да се изврши, да кажам, таа операција на вадење на зап, без да се расипе постот. Но, доколку се случи случајно, значи, ако човекот голтне нешто и од таа течност, тогаш неговиот пост ќе биде расипан за тој ден и ќе мора еден ден после Рамазан пак да го напости. Доколку го направил на тоа ненамерно. Меѓутоа, ако го направи намерно тоа, сака да се напие од таа течност и слично, и тоа веќе се кажнува, тоа е веќе проблем. Тоа е веќе како намерно голтање на нешто што е било да е течност, било да има хранливи вредности или нема хранливи вредности, значи намерно го правиме тоа, го внесуваме во нашата внатрешност и со тоа, значи го расипуваме постот и должни сме тоа да го надокнадиме. И не само да го надокнадиме, туку има и кефарет за тоа. Кефарет е 60 искупување, 60 дена да се напости или да се ослободи роб или да се нахрани за секој ден еден сиромав. Сега овде исламските зналци имат различно мислење околу тоа дали може да се бира едно од овие три или мора да иде по овој редослед. Прво, ако може човекот да пости, мора да пости, значи не може да бира опција 2, ако може да ја направи опција 1, тоа е кефарет, ако не може опција 1, затоа што е и самиот изнемоштен, стар или така, не може 2 месеци еден за друг, тој мора да бидат, значи, еден по друг. Не сме да постиме 2-3 дена, па 2-3 дена после со прекин, туку сите 60 дена мораме да ги постиме. Во континуитет. И ако човекот, значи, тоа не може да го направи, тогаш има опција 2. Значи, ова не може да го направиш, тогаш ќе ослободиш еден роб од робство. Во денешно време тоа го немаме,
Така да опција 2 практично е неупотреблива во денешно време и не останува само опција 3, а тоа е да се хранење или да се нахрани за секој ден еден сиромав. Така да имаме овие две опции значи, практично. Секој ден 60 дена мора тој истиот сиромав или 60 сиромашни да се нахранат еден ден. Може со тоа да се Сега овде и тука имаме различно мислење, дали тоа секој ден треба да биде еден подруг или може да бидат 60 сиромав. Јас сум повише за ова дека треба секој ден да се нахрани еден сиромав. Истиот сиромав секој ден и поеден. Сега не мора да биде. Поеден да биде, не мора тоа да биде истиот. Затоа што и сиромав може денеска да биде сиромав, утре да не биде. И сега ти можеш да кажеш, јас овој сиромав го одбрав, он беше сиромав првите 15 дена, ама потоа, се збогат. Случајно, ја не сум должен веќе да го хранам истиот, бидејќи веќе не е сиромав и престанува мојата должност. Значи, не престанува твојата должност. Ти си должен сите тие 60 дена да го храниш тој сиромав и да го храниш онака како што се храниш самиот себе си. Тоа е она што е битно. И трета работа која што ја спомнав е крвта. Крвта исто така, според ханефискиот мезхеб, значи таа не го расипува постот или не го прекинува постот, бидејќи исто така крвта не е дојдена од натре. Надврешен фактор, тоа е внатрешен. Да, таа е од натре. Иако велиме дека човекот според ханефискиот мезхеб крвта се смета за нешто нечисто кога ќе излезе од вените. И како такво е подобро да се испука, но ако и ако би дошла, значи ако би се проголтала таа крв, таа сепак не би го прекинала постот. Значи да заклучиме дека постои ризик да се прекине постот додека секако дека постои. Значи тој невнимателен. Да, овде мислам дека мала е можноста од самиот доктор тоа да биде он причина, поголема е можност самиот пациент. Затоа и самиот пациент треба да тој самиот да одлучи дали да иде на таа солуција на вадење на зап и слично, дека може сигурно да се направи таа операција на вадење зап без да се случи нешто од овие можности да се расипе или прекине постот, или не, бидејќи сепак на крајот тој што треба да го испости тој ден, да го надокнади тој ден доколку се случи случајно, нели? Значи добро е да знаат пациентите дека не влегуваат во категорија на луѓе кои што намерно го прекинуваат постот, значи фактички тоа ги најмногу ги тишти, затоа што кога ќе дојде ќе каже јас по моја волја дојдов и сега јас ако го прекинам постот треба да напостам 60 дена да надокнадам. Не 60, значи еден ден. Доколку се случи, значи тој ненамерно, тој внимава цело време, така и ненамерно голтне, нели ќе се наполни плунка, например, или ќе се исчисти, например, раната со пустер се вика тоа, значи, тој е мешавина од воздух и вода и случајно ако ја голтне таа вода надволешна, не значи од плунката, само тогаш се смета дека го прекинал постот, кој што треба ненамерно бидејќи го прекинал да го надокнади. Вие како доктори, стоматолози, дали имате досега некаква ваша анализа колку пати се случило такво нешто? Да кажеме процентуално, дали во 10, 20, 15%? Не, видете, во суштина, тој рефлекс да се задржи, нели, да се задржи плунката, си постои. Нели, тој дава знаци дека е полна устата, ако пустерот, например, ако сисалката, например, дека имаме тука сисалка, која што го извлекува, цело време извлекува течноста. Ако се заглави, има случај се заглава или пак не може капацитетот да го постигне сисалката, веќе дава знаци пациентот, и ние тргаме сисалката, тој си плука и со тоа ја испрлува течноста. Меѓутоа, некогаш има некој рефлекс кој што пациентот или ќе се збуни или ќе се заборави, зборуваме за тие моменти. Тогаш и овде сакам да напоменам. Ако заборави, дали е во категорија заборавил? Да. Ако заборави, во заборав. Меѓутоа имаме сега и веројатно, а тоа вие ќе го потврдите, и пациенти кои што полесно
се полесни за операција, кои што се мирни, кои што соработуваат, кои што многу лесно што ќе им каже што ќе го направи тоа, и со такви пациенти многу полесно ќе се изврши, а и оние со кои имаме проблеми, кои што имаат и со инекцијата, и со и во мирнодопски времења исто. Така е сега, и тука треба да се земе предвид. Дали работиме со ваква личност или со ваква личност. Затоа и на едните можеби ќе им препорачаме, да, можеш тоа да го направиш, а на другите види подобро е за тебе да го почекаш ифтарот, освен ако не се работи за некоја екстремна ситуација каде што мора да се реагира брзо. Ако е тако нешто, тогаш сепак животот и здравието на човекот се многу побитни од сите овие други работи, затоа што исламот според едно правило кое се вика дарурат тубихул махзурат, значи екстремните ситуации или потреби или како да кажам ситуации во кои што човек за да го заштити својот живот од вонредна ситуација се дозволени дури и забранетите работи, оние работи кои што во нормална ситуација екстремна глад на пример, така е дозволена и мршата, така мршата или било што друго што е забрането да се користи, да се јаде, но само во количина колку што човекот да остане жив, не човекот сега ќе се најаде па ќе јаде со ќе продолжи за вечера, ќе јаде нон-стоп 24 сата, нема да престане, туку само онолку колку да преживее, да се одржи во живот. Да се одржи во живот. До определена мерка, и во тука да би кадариха. Да. Значи се определува според тоа која што е неопходно да се преживее. Така да и овде важи такво едно правило доколку се случи таква ситуација, но ако е нормална ситуација, тогаш мислам дека целата операција може да се изведе без никој да има проблеми, ниту вие како доктори, ниту пациентот со неговиот пост. А кај општ лекар, например, некои ситуации? Исто и кај општ лекар може да се случат слични ситуации, како што имаме, често пати добиваме тие прашања. Инфузија, например, ако земе. За инфузија веќе зборував. Да, инфузија веќе нешто што има хранливи својства и се смета како храна. Се смета како храна и тоа, значи ако човекот е во ситуација да мора да ја земе инфузијата бидејќи здравието влегува во категорија да се искупи само еден дан да напоста, така е. Значи влегува категорија за болни луѓе кои што како што му е дозволено на човекот и да дури да јаде храна, не инфузија, него да јаде храна или да пие вода доколку се случи да изгуби свест, како што има луѓе кои што работат во тешки услови, покрај, не знам, големи температури, или во возила каде што е големи температури, сега ќе изгубат, ќе дехидрираат. Тие луѓе, значи, треба да се напијат вода, зашто ако не се напијат, може тоа додатно да им го натрешни органи и целото здравје генерално. Тука е работата што за нив, значи, важи ова правило кое што пред малку го спомнав. Тие, значи, не инфузија, било што, значи, што ќе ги врати назад или ќе им помогне во одржувањето на здравјето или во тоа да таа болест, значи, не стане уште поголема и да им се влоши ситуацијата или здравјето, тие смеат тоа да го искористат во дадената ситуација. Почитан хоџа, ние во текот на 2020 година имавме епидемија или пандемија беше тогаш. Некој дека беше пландемија. Нешто испланирано. Тогаш беше многу прашањето за кислородната поддршка или ставањето на механичка вентилација. Сега, кислородната поддршка или таа механичка инхалација или вентилација која што му се дава на човекот, преку која што тој прима кислород кој што е чист. Дали со тоа се прекинува постот или пак човекот продолжува? Според она што јас го знам е дека тоа не го прекинува постот, бидејќи кислородот ние го дишеме секојдневно, сега некаде е почист. И патиштата на кислородот во нашиот организам се разликуваат од патиштата на храната. Така е. Меѓутоа, дали може нешто да биде
внесено заедно со тој кислород, тука е можеби прашањето дали постојат тука некакви супстанци кои што се во некаква... Например, еве сега имаме такви пумпи кои што ги користат астма, тие што се болни од астма. Болните од астма, да. Болните од астма исто така имат пумпи кои што се на база на воздух, Да. или кислород, и тие кои што имат во себе прав. Значи има различни, ако сега овде исламските зналци имат различни мислења, доколку е тие пумпи кои што се само со воздух и тие нели влегуваат во белите дробови практично, за да може полесно да дишат, тогаш И шират алвеолите и го олеснуваат дишењето. Тогаш таквите апарати може да се користат. Меѓутоа, ако се тие со прав, каде што имаме дали во течна или во прашкаста супстанца која што влегува и во желудникот и во дробите, значи во белиот дробниот систем, но влегува еден мал дел преку јазикот, преку не знам хранопроводникот влегува и во желудникот, тогаш за таквите имаме мислење дека не смеат да се користат и дека тие може да го расипат постот и затоа значи подобро би било да не го користат. Меѓутоа пак се враќаме на онаа, доколку на човекот му е влошена ситуацијата, не може да дише и нема друг начин да го постигне здравието или сега во овој случај животот е пред се. Пред се, така е. Тогаш ќе го искористи таквиот инхалатор, значи меѓутоа ова го поставуваме или расправаме како прашање или како проблем во нормални услови. Значи во нормални услови би требало да биде вака. И човекот ако ги користи или да гледа да ги користи во периодот кога е значи вон постот, ако може така. Меѓутоа, ако ситуацијата е таква да таа бара од човекот да во дадениот момент мора да го искористи и нема друго освен тоа, единствениот начин тогаш тоа ќе биде потреба заради која што после тој ќе мора тој еден ден да го напусти. Но доколку се работи за овие други кои што се на база на воздух и тогаш нема проблем, тие може да се користат дури и додека човекот пости. Зошто? Затоа што нели поминуваме низ разни простори кои што може да имат разни дим од цигара. Да. Влегуваме во некаде, седнуваме, иако ние не јадеме, не пиеме, меѓутоа од таа просторија, да кажеме, имаме голема концентрација на дим од цигара. На чад. Или чад, од нешто друго, или може да биде и прав од улиците, кои што исто така влегува во човечкото полен да вдишне. Поленот и многу други супстанции кои исто така влегуваат, но тие не се проблематични доколку ние само поминуваме, не го правиме тоа намерно. Меѓутоа ако човекот е пушач, сега би сакал да запали цигара, не сме и сега гледа каде има. Ајде да влеземе таму кај што има најголем дим и да дишам од тој воздухот со цигари и така со дим, тогаш таквиот човек ќе го прекине постот. Кај нас е познато мислењето дека во текот на постот не е дозволено пушењето. Ние сметаме дека и надвор од постот е проблематично пушењето. Да, тоа е веќе друга. Дали има некој што може би спомнал дека пушењето не го прекинува постот? Дали сте Тоа е екстремни луѓе, значи меѓутоа тие мислења не се релевантни. Да. Апсолутно не се релевантни, значи затоа што сите, значи мериторно кои велам исламските знаци кои нешто значат и се луѓе кои што се познати како такви, тие кажале дека користење на тутунот го расипува или го прекинува постот. Така да тука веќе мислам дека и не треба да се расправа околу тоа да или не, а тоа да ако има едно или две, три мислења кои што нема ниту база, ниту нивното мислење нема никакви докази, тогаш не треба воопшто за тоа ни да зборуваме. За како еден куриозитет, една фетва од шиите
дека човекот ако направи кругови во неговиот град со должина повеќе од 80 км, се смета дека е патник и веќе му е дозволено да не поси. Тоа се некои во кај учењаците има нешто што се вика хиле шерије. Тоа се тие права тиле со шерија. Хиле, да, и ние го користиме дека во нашиот јазик. Мислам дека е веројатно донесено од османлискиот јазик. Хиле е нешто што го користиме и денеска како народен израз, нели? Каде што ние лажеме. Значи лажеме или не се однесува фер. Или не се, па и дури тука имаме и работи кои нели не се легални, ги користиме, но може да поминат. Тоа се како некогаш дупки во законот кои што ги има, каде што човекот ги користи. Да. Помеѓу нив има нејасни работи или сомнителни работи кои што ние треба да ги избегнуваме. Да ги избегнуваме. Да ги избегнуваме. Значи суштина ако нешто сомнително не значи дека ти можеш по автоматизам да го направиш, туку треба да го избегнуваш. Така. Значи за верникот, правиот верник, добар муслиман, дури и тие сомнителни работи, тие треба да бидат избегнати. Сега луѓето што имаат такви некои користат некоја логика која што е чудна или дури и непозната кај големиот број на исламските зналци, тоа е нешто што човекот гледа да си даде пред себе си објаснување, но не и на другите. Оправдување, да, но ние кажавме, мислам, во минатата емисија дека многу е важно човекот што и да каже, што и да направи, бидејќи се однесува, пак се враќа кај него. Исламските зналци може да дадат фетва за нешто, а таа фетва да биде погрешна. Во кој смисол? Во смисол, он ќе каже нешто, еве, например, јас сум болен и се чувствувам вака и дали можам да испијам чаша вода. Сега, секој исламски зналец ќе каже да, бидејќи си таков, меѓутоа, ако човекот лажел, ако човекот апсолутно нема таква, одговорно само се враќа нему. Не значи дека ако овој се оправда мене оџата ми рекол вака, ефендијата ми рекол можам, сега што му рекол можам, јас имам тоа право да го направам. Тоа се случило и со Аллаховиот пратеник кој што кажал дека некој е можеби подобар говорен, поелоквентен говорник и можеби своето право или правото на неговиот брат ќе го земе, иако не е во право, но затоа што е говорник, затоа што овој другиот молчи, а овој има некакви докази, какви такви, и сега он ќе елоквентно ќе изнесе неговата страна и ќе ја добие парницата. Но не значи дека е во право. Не значи дека е во право, затоа што овој молчал, затоа што овој не ги кажал своите докази или не знал да ги каже своите докази или и така натаму, и сега затоа Аллаховиот пратеник вели нека секој од вас се припази. Да, нека се плаши од Бога. Зашто? Затоа што знае дека тоа не му припаѓа нему, но според доказите кои што он ги има, својата логика која што ја користел, он сега испаднал во право. Пакви случаи имаме во секојдневниот живот, често и се појавуваат, но пак тука е најбитно тоа, луѓето секогаш да имаат страв од Бога, страв од тоа што го прават, дека тоа е искрено, дека е тоа така навистина, дека не лажат со своите чувства, со тоа што го направиле или што мислеле и така натаму. Ако сето тоа е на овој начин базирано, тогаш и кога ќе дојдат во ваква ситуација, тогаш ова што го кажат, ќе го изберат, да, ќе го направат тоа што треба, значи. Нема да навлезат во вакви сомнителни работи. Тоа е логиката на верниците да се трудат да бидат богобојазливи и да бидат попокорни на Бога и да се оддалечуваат и да се дистанцираат од грешењето и гревовите. Не е логика на еден верник тој да најде некој хиле
за да се ослободи од некоја верска должност или пак за да го заобиколи тој пропис или како што рече да најде некоја дупка во прописите за да се оправда сами од себе си. Тоа оправдание не му користи нему, тоа е само едно залажување или моментална сатисфакција, но ако искрено се врати кон себе и ја размисли таа ситуација како верник, ќе види дека сгрешил. Самиот на себе си ќе си каже дека не си постапил како што треба во ова прашање. Така е. Оџа, хиџаме. Хиџаме значи вадење на крв од телото, од одредени места, од периферниот крвоток со вакуум. Како е прописот за човекот кој што пости, дали му е дозволено да прави хиџаме и дали хиџамето го прекинува постот? Според ханефискиот месек, купирање, тоа сега купирање, да. Купинг или купирање. Според ханефискиот месек, а мислам дека и другите месеви тоа генерално го поддржува, дека употреба на хиџаме или вадење на крв преку процесот на хиџама е нешто што не го квари постот и како што не го квари постот и тоа што луѓето даваат крв. Значи, ако даваме крв без оглед во кои количини, тоа нема да ни го поквари постот, нема да ни го прекине постот. Со тоа што треба да знаеме дека некогаш во такви ситуации, кога се дава крв или кога се прави хиџама, која што гледам сега се повеќе има такви места каде што може тоа да се направи, се практикува, така е. И гледам дека веќе и на светско ниво се користи како еден вид на лекување или третман кој што ги подобрува и физичките способности кај човекот, но колку што гледам и менталните дури действува и врз менталните способности на човекот. Сакав да укажам дека можат некогаш во такви ситуации човекот да му се случи една малаксавост, како да кажем, едно намалување на енергијата, може да дури губење на свест и слично, што во вакви ситуации, значи, би според мене било непотребно тоа да го направи за време на постот. Затоа особено знаеме дека да се окрепи со нешто да му се даде да се напие. Така, значи тогаш хиџама прво се прави во одредени денови на месецот, исто тоа се гледа, од друга страна се гледа сега зависно од тоа дали е жена или маж, па и жената во каква е состојбата, бидејќи жената тие имат природен начин на исфрлување на таа крвта од телото, докај мажите веќе тоа иде преку хиџама. И од друга страна, значи ако со таа хиџама можеме да направиме поголема штета отколку корист, тогаш би кажал луѓето да ги земат предвид сите овие работи пред да го направат тоа што го прават. Дали ќе ја користат или нема да ја користат хиџама, треба да се добро да размислат, или ако веќе имаат искуство од поранешно дека им се случува такво нешто, тогаш немој тоа да го направат за време на постот. Ако се сомневаа дека може да им се случи, а после тоа мора нешто да јаде, да пие, тогаш немој себе си да се става во таква ситуација, во таква ситуација да мора да го прекине постот со тоа. Но сепак на крај велиме дека правило е дека нема да се. Постот нема да биде прекинат. Но ако се доведуваме себе си во вакво нешто, или ако пак човек го направи тоа намерно, во смисол сега како да се ифтарам, па ќе направам хиџама и после ќе ми се слоши, јас ќе побарам да јадам и да пијам, дека ако тоа го направи намерно, тогаш во таков случај дури е должен 60 дена да пости, бидејќи знаел дека ќе му се случи, затоа што претходно носи како да го посакувал, па намерно и така натаму дошол до таа ситуација да мора да јаде или да пие за да си го врати такато, за да се врати во нормала и се случило што се случило. Јас во такви моменти би рекол дека
сам ја предизвикал ситуацијата заради тоа. И целта Затоа му што била себе- да јаде и Човек да најдобро пија. се знае не- сами од себе си. Пак се враќаме. И ако на го прави тоа. тоа за да најде Така е. некој Така е. за Затоа, обиколување на прописот, тогаш не е дозволено. затоа велиме еден пропис, значи може да важи, може да биде и да и не, зависно од ситуацијата, зависно од човекот, зависно од И многу е важна намерата. Што е целта? намерата е суштина Да, на суштината секоја се, да. суштина. Иннемеле амалу биннијат. Сите работи кои ги работиме, најбитно е прво намерата. Што ни е намера со тоа што го правиме? А ако некој прими крв, значи има потреба да му се даде крв на трансфузиологија, како бе, Па веќе таква ситуација, Прописот на постот. ако мора да прими крв, тоа е веќе човек кој што е болен, кој што е Да. можеби на операционен стол, Да. можеби е во некоја тешка ситуација, значи таквиот човек веќе не гледам дури и дека треба да постои, Да, а од друга страна па примање на крв, значи се што влегува, па дури и ако и таа крв е хранење, со преку Да. таа крв човекот се храни, дали е тоа инфузија или е крв, значи иста е ситуација, значи он се кислород храни и со хранливите тоа. состојки ги има со себе. Така е, така да во овој случај, значи он го расипува постот и во овој случај, значи он е должен, бидејќи е во таква ситуација, да тој еден ден пак да го пости осе Рамазан. Пак се враќаме. А ако барал немал потреба од крв, но дајте ми зашто Сакам да не сакам да ми биде подобро или преку на тој начин мислел дека еве јас не јадам, не пијам, но можам да си примам една доза, една единица на крв и со тоа нема да ми се расипе постот или нема да се прекине, тогаш тие треба да знаат дека се прекинува и се смета дури намерно прекинување на пост, што повлекува со себе и таа кефарет казна. За диализата да го прашаме, Апко. Па, Како е прописот на Диализа. постач кој што мора да оди на диализа? Во Диализа старт тој. Па мислам дека диализата исто може да се направи во периодот после ифтарот, Ифтар. значи таа може веќе не е нешто што е поврзано со моментално да мора да се направи диализа, Со закажување. со закажување иде. Да, но може на пример да се закаже за после ифтар. После ифтар, па тоа не е- Така да мислам, луѓето Но тоа во треба да принцип го... ја прочитав една фетва дека современите авторитети верски велат дека ако се прави диализа во времето, во текот на денот, кога е обрзан да пости, тогаш неговиот пост се прекинува и дека е должен да го напусти Да. тој ден. Затоа што диализата се прави преку крвта. Крвта се вади од телото, се прочистува и му се враќа повторно во телото, така што од оваа гледна точка диализата го си вопрос. Но она што го кажа и Ефендијата е доста битно да се знае дека диализата може да направиш во време кога тебе ти одговара. Се калкулира. За разлика да кажеме од претходното прашање каде што човекот доколку доживеал влошил, некаква можеме, несреќа да. и сега му даваат Да. крв. Да, не може да единица. бира подоцна Значи, човек. не може крварење да некој, да. крварење, не може да бира подоцна, туку секогаш човекот значи треба да гледа дали може да го одложи она што што му го прекинува постот. Ако може да го одложи, па дури некогаш се случува тоа неколку минути пред ифтарот, тогаш во такви ситуации без да има последици по неговото здравје, тогаш треба да го избере таквата работа, значи да одложи до ифтар. Но доколку не може, доколку неговото здравје значи се влошува се повеќе и повеќе, тогаш во такви ситуации сите овие работи кои ги спомнуваме пак велиме дека се дозволени со тоа што тој ден пак ќе го постиме по завршетокот на месецот Рамазан. Но ако можеме да одложиме, а во овој случај диализата може да се одложи, многу други некои работи, и инхалација може да се одложи, па и хиджамата исто така може да... Зашто некои работи, ако можеме да ги направиме или кај стоматологот што зборувавме, да видиме посигурни, интервенции, тогаш ќе го направиме тогаш подоцна или навечер после, особено сега во овие денови, ифтарот е
рано, некаде околу 6 саат, значи после 6 саат има многу можност после тоа многу време да може да се направи некоја интервенција. Затоа човекот треба и да гледа и од таа гледна точка некогаш да не одма да помислува да го прекине постот туку, зашто да ги направи сите можни ситуации да ги одбере како да не го прекине, па ако е последната таа дека мора да ја го прекине, тогаш иде кон тоа што е последната. Витаминските креми, ние знаеме дека денеска модата е се прават многу креми кои имаат како основа хранливи креми, витамински креми се ставаат врз кожата на телото. Дали тие го прекинуваат постот или пак? Мислам дека и ова прашање го имавме во минатата емисија кога зборувавме за тоа што во ханефискиот месеп, кој што овде повеќето луѓе го користат, а тоа е дека се што влегува во торзото и особено во тој хранопроводник, дека тука е или преку вените, значи тука е местото, главната поента како се расипува или како се прекинува постот. Додека екстремитетите не влегуваат. Сега зависи и тие хранливи витамини кои што се хранат само за кожата или се за целото тело? Дали тие навлегуваат само да кажеме во рацете или па навлегуваат во крвотокот па после одат кон целото тело и така натаму. И го крепат целото тело. И јас се уште не знам дали не сум истражил доволно за тие витамини, за тие креми, но пак ќе се вратиме. Има општи правила врз кои што се градат и се базираат сите овие фетви кои што исламските знalci ги даваат, па според тоа и тие ќе имаат својата фетва. Ако се такви кои што го хранат целото тело и кои што навлегуваат во вените и крвотокот и потоа го хранат телото, тогаш сигурно ќе бидат забранети. Но ако се само колку да, не знам, кожата, витамини за кожа или за ноктите или за хидратација, тогаш такво нешто не го расипува постот и можат луѓето слободно да го користат. Као што треба да напоменам дека некогаш луѓето дури прават некои работи или од незнаење или од заборав. Дури ако направиме нешто од заборав и да јадеме нешто од заборав, ние немаме казна за тоа. Ако некој јаде или се напие. Не знам, сега јас го спомнувам, затоа што Алловиот пратеник во 3 ситуации ни кажал според еден хадис дека човекот е оправдан и дека нема грев било што да направи. Зборуваме не само за постот, туку и за другите работи, а тоа е кога е човекот присилен нешто да работи, значи не го работи тоа според својата волја, туку му е наредено. Опасност за неговиот живот. И неговиот живот е во опасност, како, например, да каже некој, ќе те убијам, направи го ова, или ќе го направиш ова, или ќе те убијам. Или пак, може не и убиство, може и тоа да биде и ќе ти ја исечам раката, ногата, прстот или нешто друго, значи тешки некои телесни повреди. Во такви ситуации, значи човекот доколку направи нешто, а овде во овој случај зборуваме за пост, било што, значи дозволено му е доколку постои реална опасност од тој човек. Друга работа е кога човекот нема свест. Дали е тоа паднал и останал во некоја безсвесна состојба или пак спие. Кога човекот спие, он не знае што прави. Значи во сонот човек имаме луѓе кои што стануваат, кои што месечарат, кои што ќе отидат, ќе направат нешто, ќе се вратат во креветот. Ќе се направи чај, доручек, ќе се јаде, ќе се врати. Ќе се врати, да. Имаме такви луѓе, тие тоа го прават во сон. Да. И сега тие луѓе не се свесни, утре ќе го прашаш, знаеш што си направил, не знаеш што направил. Значи не знаеш што зборува, што не зборува, да, или зборува, комуницира со луѓе, тоа воопшто не знаеш што направил. И третата работа е, значи, заборав. Свесни сме, све гледаме што правиме, меѓутоа сме заборавили.
Тоа може да се случи, човекот, да кажеме, саатот не му работи или ако е во 6 време на ифтар, неговиот кажува 6:05, готово, се наоѓа некаде далеку, кај што нема ни телевизор, ни еза, ни ништо и сега он гледа и убеден е дека е 6:05 минути, дека е време за ифтар. Да. И ќе се ифтари и сега некој му се јавува, за 2 минути настапува ифтарот и го известува дека всушност он ифтарил предходно, пред да настапи времето. Значи ова го направил од незнаење, бидејќи мислел дека е време на ифтар или се случило, може разни вакви ситуации каде што човекот од незнаење ќе направи нешто или од заборав ќе го направи тоа. Значи случајно човекот нешто работи, сега особено ако работи со храна например или ќе проба храна нешто, дали е солена ваква, дали е или нешто ќе сецка, можеби ќе стави парче нешто храна, тогаш во таков случај неговиот пост ќе биде прекинат, но тоа го направил од заборав и нема да пости 60 дена, ќе пости само тој еден ден. Ако го направи, за разлика, например, од жена која што подготвува храна, да не кажа да само жените подготвуваат, ќе нападнат некои. Да, добро и мажите подготвуваат. Ова е вака дадено како правило, ако се наоѓа во таква ситуација дека има некој лично да каже, лично. Ето сега може и мажот ако е таква ситуација, да проба во ресторан, нели? Тој може да биде некој шеф на кујната и сега има гости кои што ќе се налутат, кои што нема да му платат. Да. Може работата да ја изгуби како таков, нели? И сега он може малку да лизне, што се вика, да проба со врвот на јазикот од храната, за да види дали е лута или слана или блага или ваква или таква, но не и да голта работа. Оно што исламските зналци дозволува да се пороголта е само доколку останала храната внатре во устата, во меѓузавите. И тоа во ханефискиот мезхеб тоа е дозволено колку едно зрно на наут. Значи ако е толкава количина, тогаш и да го проголтаме после феџр, после мугрите, после зората, дозволено е. Или пак ако навлегла некоја храна, случајно, да кажеме сега нешто, се работи, може, брашно, се работи со брашно и брашното може да влезе внатре во устната шуплина кај човекот, додека меси нешто или така натаму некои други работи. И тука исламските учењаци дозволуваат доколку сусам. Да е сусам. Конкретно баш како сусам е земен, едно зрно на сусам, кое што би влегло внатре и би се, да кажам, растворило во устната шуплина. Тоа е дозволено, значи. Таа е толку малечка количина. Но ако би било поголема количина, тоа веќе сметаа дека е проблематично, не е дозволено и за такво нешто ќе мора еден ден да се пости после завршетокот на Рамазан. Срцевите болни користат некои таблети кои што ги стават под јазикот. И тие тука се растопуваат. Прописот за тие таблети каков е? Колку што јас знам и според исламските учењаци, зналци, е дозволено тоа да се користи. Значи, причината веројатно е затоа што таа таблета не оди во хранопроводникот и меѓутоа пак велам, доколку е нешто, ако човекот, например, ја проголта таа таблета, тогаш е проблематично. А под јазикот ако седи, истопите? Да, се растопи, тогаш не е проблематично. Тука колку што можев да видам мислењата на исламските зналци е вакво. Помеѓу оние кои што дозволуваат, пак велам, иако пак имаме, нели, во сите овие прашања кои што сега ги поставуваме и оние кои што не дозволуваат,
некои работи, но не сакав сега и нив да ги спомнувам, бидејќи мислам дека овие се порелевантни и дека треба да се задржиме на тие кои што каде што повеќето исламските знalci се на такво мислење, каде што особено каде што ханефискиот мезхеб кој што кај нас се практикува, поголемиот број на муслимани го практикуваат, но повеќето од овие работи пак сакам да кажам дека и другите мезхеби имаат слично мислење или ако не и подударно мислење со ова што го зборувавме вечерва. Ние рековме дека постот е од зорите, значи од настапување на зората, па се до зајди сонце. Зајди сонце, така. После тоа, на човекот, после ифтар му е дозволено се оно што му е дозволено во секојдневниот живот. Така. Сега, ситуација. Човек, женет, има интимен однос со сопругата и станува џунуб. Џунуб е состојба на, како се вика, не физичка, не чистотија. Или смисловна чистотија. Значи дека тој е ејакулирал и имал однос со неговата сопруга. Да, задолжително е да се искапе. Да, задолжително да се искапе. Сега настапува зората. Дали не му е дозволено да го започне постот, или дали е проблематично тоа што тој е во состојба на џунублук, на дженабет, за да го отпочне постот, или пак не е тоа проблематично? Па не е проблематично затоа што за вакво нешто се пренесува и од Аллаховиот пратеник Мухамед алейхиссалам дека се случувало да го започне постот во таква состојба. Тоа го пренесуваат неговите сопруги кои што и нам ни се најрелевантни историја. Да, во овој случај тоа е за нас нема поголем доказ или поголема не треба поголема приказна нити било што да се зборува отколку тоа што го направил Аллаховиот пратеник, а ние го следиме него во сите овие работи, тоа е пример по кој што постапуваме. Така да штом кај него такво нешто се случило, тогаш велиме дека не е проблематично да се започне постот, со тоа што нели имаме во тој период откако ќе настапи зората, па све до излегување на сонцето, имаме клањање на сабах намаз, кој што не може да биде извршен доколку не сме претходно избањени. Значи треба да поборува да се така е, човекот значи треба да се излезе од таа состојба, да се излезе од таа состојба и да преку капење, за да со капење потоа да внимава нели со капење да не проголта нешто со вовлекување во уста и во носот. Значи капењето не е забрано, треба да се внимава. Самото капење, да, можеме ние цел ден да се капеме, дури можеме и да користиме и базен, да се капеме во базенот, да пливаме. Меѓутоа, ако знаеме дека водата ни навлегува преку носот, преку устата, тогаш треба да го избегнуваме. Не сме внимателни или некои користат тие чепчиња за уши или за нос или маски кои што се користат за ронење и слично. Ако имаме такви реквизити или како да ги наречам пропратни некои пропратни средства кои што ќе ни помогнат за да не дојде до такво нешто, не е проблем човекот да се капе и цел ден или да користи туш во било кое време, било да е топло или ладно време или да користи, не знам, некакви алишта кои што се мокри, влажни и слично. Значи, сето тоа што доаѓа од надвор не е проблематично, додека не се проголта или не се внесе преку желудок. А плакнењето на устата во текот на постот, или да кажеме тоа што е професија на фатми, кој ги советува луѓето често да ги мијат забите. Користење на паста за заби или на мисвак во текот на постот. Да, мисвак го користеше Аллаховиот пратеник, е сега аналогно на тоа имаме и учењаци кои дозволуваат и миење на заби, со тоа што треба да се внимава да не остане од таа паста, бидејќи е проблематичната паста, може во некој дел, сега овде може би докторот би можел да каже подобро, дали има можност да остане паста. А бе остане вкусот, само вкусот, да. но не и пастата хубаво исплахнеме.
Да, ако не исплакнеме добро, дали има шанси некаде во внатрешноста Можно, на завите да остане? Теоретски да. е можно. Тука е проблемот, ако теоретски останува, можеби ако е расипан запа, имаме некоја шуплина, па во таа шуплина да навлезе пастата и слично, тогаш може да биде проблематично, но сепак во суштина не. Во суштина не, да. Во суштина не е. Главниот пропис е треба да се биде внимателен, да се пази, да се едно малце по специфично прашање. До која мерка се дозволува мажот да биде интимен со неговата сопруга? Да ја бидам по-конкретно. Во текот на постот, дали му е дозволено на мажот да ја бакнува неговата сопруга? Пак се враќаме на она што го правили Аллаховиот пратеник, кој што и овде неговите сопруги или жени пренесуваа дека он имал такви работи или действија, да кажам, дека бил заедно со нив, дека значи ги допирал со рацете, ги допирал со бакнување и слично, меѓутоа овде само е битно да не дојде до ејакулација, да не дојде до тоа дали е интимен однос каде што има директно или индиректно. Да. Значи човекот може до одредена граница и сега и тука учењаците пак велат имаме треба да се гледа и состојбата на човекот. Има луѓе кои што се помлади, кои што се тазе женети, и оние кои што се постари и кои што поискусни. Па не, туку може полесно да се воздржат, да се контролираат. Сега за едните се препорачува да го избегнуваат, а за другите нема забрана некоја, пак се враќаме на самата состојба на човекот. Доколку такво нешто може да го одведе човекот и после да каже па ја не сакав, ама еве се случило, значи треба да внимава за да не дојде до тоа. И секој се познава себе си колку може или каде му се границите кои што може или не може да ги помине и затоа би препорачал тука луѓето да бидат многу внимателни, за да не дојде до тоа да направат нешто заради што утре се должни да не само да го испостат тој ден, туку и уште 60 дена како казна за тоа дело што го направи. Внимателен да се човекот најдово се познава самиот себе си и знае колку може да се воздржи и колку тоа како влијае врз неговите страсти и врз тоа како ќе реагира. Затоа секој како што да ти истефти нефсек. Побаре пето прво од себе си. Прво од себе си. Ти најдово се знаеш себе си, најдово знаеш која е твојата состојба, така што. Да, немој да барато дојдете да им дозволат нешто, па после ние да бидеме криви, да. Еке дите, Си знаел. Има една фетва да знае да се сработи. Да ги запознаеме нашите. Ајде, кажи. А не ли го прашале можата Шефке, така? Шефке Красничи, демек некоја слушателка, еве имав, не сакајќи, не знаејќи, имав однос со мојот сопруг во текот на денот, додека постевме. И се оđата на албански Еке дите, демек се знаела, демек како да се знаела. Не може тоа случајно. Не може случајно. Не може тоа да се случи без некоја намера. Од забава се види. Тука ако да заборав, што ќе кажеме? Ако стварно дури гледав еден арапски оđe го прашува, оđe јас изедов 3 шавурми. Тоа е веќе Ама тој сериозен беше, оđата беше забезекнат, онака збунет човекот, што зборове. Мислев дали овој се шегува кога прашува, ама мртов сериозен тој. Си прашува толку шавурми, толку вода испив, сега вика дали да продолжам со постот или дали ова Аллах ме нахрани или тој сега. Мислам дека е иста ситуација. Еке дите. Оđe едно последно прашање. Се наоѓаме на почетокот на последната третина од месецот Рамазан, во која што е и ноќта на Кадр. Дали имате некој посебен совет за верниците како да ги искористат овие благословени ноќи и како да постигнат повисоко ниво на душевно
или духовно чистење и на блискост до Бога во текот на овие 10 ноќи. Така ја. Како да се организираме? Ја би мислам дека би добро било дури една емисија да посветиме. Да, сигурно, следната емисија ќе биде посветена ќе темата, па одлично, тогаш може. Како еден повед. Ќе го спомнам хадисот на Аллаховиот пратеник, кој што пак ни го принесуваат неговите сопруги, жени, хануми, кои што велат дека Аллаховиот пратеник во последна третина посебно му се предаваше на ибадето. Значи он во оваа последна третина ќе го стегаше каишот. Учкурот, но ајде, јас каишот затоа што ние денеска користиме каиш и ако ја преведеме назерет, најдобро би било со оно што ние денеска го имаме. Значи се воздржувало од односи? Се воздржувало од односи, па ја би рекол дури и дека нели оние што дигаат тегови, нели они ставаат вака ќе го стегнат овој дел заради кичмата да биде права, равна, за да не се оштети и за да може да вежба, нели? И се овој случај ни треба и поголем кијам, станување на намаз. Значи, ако клањаме само теравија 20 рекати, сега во овие последни денови имаме и ноќен намаз кој што се клања, каде што имаме уште еден саат плюс стоење, а за тоа треба богами кисмата да биде стегната и да издржиме намаз, ноќен намаз. Тој е, да кажеме, во нашиот амбиент, во нашиот крај, во последните неколку десетина и повеќе години заживеан и повеќето џамии во нив се клања тој ноќен намаз, па би било добро и луѓето во овие последни ноќи да ја бараат Лейлетул Кадр во тие непарни ноќи во 21, 23, 25, 27 и 29-та ноќ и особено во тие ноќи луѓето почесто одат во џамија, ги клањаат освен теравиите и тој ноќен намаз. Во овие 10 последни денови луѓето повеќе повикуваат на ифтари, на заеднички дружења, на повеќе сакаат фамилиарни дружења. Тогаш во тој период се дава и садакатул фитр, кој што преку тој садакатул фитр се обезбедуваат одредени сиромашни фамилии со храна. За да имаат на бајрам. За да имаат на бајрам. Значи, кажавме во првата емисија, дури и зекјатот се дава во овие, особено во овие последни 10 дена на месецот Рамазан, бидејќи секој се надева и мислам дека кај луѓето постои такво мислење, ако во таа ноќ вредноста е како 1000, повеќе од 1000 месеци, тогаш сето она што го правам во таа ноќ ќе ми биде сметано, вреднувано како да сум го правил повеќе од 1000 месеци. Било кое добро дело, не само намазот, не само клањањето, туку и давањето на пари. Значи, ако сум дал 1 денар, као да сум давал повеќе од 1000 месеци тој денар. Или ако сум дал нешто повеќе, тогаш ќе биде така третирано. Затоа мултиплицирано. Затоа луѓето во овие денови имаат поинтензивен активитет и тоа е, сметам дека е според хадисот на Аллаховиот пратеник, според неговата пракса која што и тој самиот ја имало, а особено Аллаховиот пратеник знаел и една пракса која што кај нас се уште не заживеа. Па ја имаше, па сега тук и так на некои места ја има, тоа е итикаф. Итикаф е одреден број на луѓе, значи еден дел кој што кога тие ќе го направат, тогаш од другите веќе тие немаат обврска, а тоа е тие 10 ноќи или 10 дена, последните 10 на Рамазан, да престојуваат во џамија, да не излегуваат од неа. Со цел за ибадет. Со цел за ибадет, така, само заради ибадет. Значи, сите тие 10 дена да се молат, да учат Кур'ан, да го спомнуваат Аллах. Да го спомнуваат Аллах, дека во тие 10 дена
да бидат перманентно во џамијата и да не излегуваат од неа, освен заради потреба, значи заради одење во тоалет, заради земање на абдес, заради ако треба да се искапе или ако треба заради јадење, нешто слично, но и тоа ако може да се направи во џамија, да му се однесе јадење, подобро би било да јаде во џамија, а не да излезе од неа. Но ако не може и мора да отиде да јаде, тоа се смета како оправдано, како оправдување, да. Со тоа што имаме дури во некои месеби, дека не мора да биде дури ни 10 дена, дека некој може и да остане и помалку од 10 дена. 3 дена, значи и 1 ден, и 2 дена, и 3 дена, и така натаму. Колку што може да остане од џамијата, тоа би било пожелно и тоа со тоа обврска на другите веќе не би била, би спаднала, да кажат. Од нив таваш. Ефендија, беше чест што вече повторно разговаравме. Се надеваме дека некои прашања ги објаснивме. Секако тука сакам да се спомнам дека доколку имате некои прашања или некои недоумици поврзани со постот и со други теми, слободно можете на нашиот портал Белик, на Facebook исто така и на страницата belik.mak да ни се обратат со секој прашање, секоја нејаснотија. Се надеваме дека во најбрз можен рок ќе ви одговориме на вашето прашање. Ова беше Диван за оваа недела. Ве поздравуваме, селам алейкум ва рахметуллахи ва берекатух. Алейкум селам.